Семејните лекари ја имаат клучната улога во здравствениот систем, бидејќи тие се практично првите на кои што им се обраќаат пациентите и бараат помош од нив. За значењето на семејните лекари говориме токму на денешниот ден, бидејќи денеска е меѓународниот ден на семејниот лекар, заедно со доктор Драган Ѓоргиевски, претседател на Сдруженијето на лекари по општа семејна медицина и потпредседател на Европската унија на семејни лекари. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден и од мене и ви благодарам на поканата. Пред се да ви го честитам, светскиот ден на семејниот лекар. Секако ќе споменеме за значењето на семејниот лекар, како што споменав во најавата, бидејќи е првата алка во тој здравствен систем, да го кажеме, кога пациентите бараат некоја информација или бараат помош од вас. Меѓутоа, би го споменале и големиот настан конгресот кој што се одржа изминативе 2 дена, кој што на едно место практично ги собра експерти и од дома, но и од надвор. Па ќе ни кажете повеќе и околу ова и околу самото значење на семејниот лекар. Токму така, денеска е светскиот ден на семејните лекари, 19 мај, па би искористил оваа прилика уште еднаш до сите мои колеги и колегите од регионот и од европските земји да го честитам 19 мај, кој оваа година е со едно интересно мото дека менталната отпорност е многу значајна во промени на светот. Големиот конгрес беше токму во очи на денот на семејниот лекар. Оваа година одлучивме со голема конгресна активност на еден меѓународен конгрес кој што имаше голем број на предавачи, негдека преку 30 предавачи, од кои околу 20 на беа од европските земји и 15 домашни експерти, но секако и специјалисти по семејна медицина кои изнесоа голем број на трудови на различни теми. Се офатија теми за хипертензијата, хиперлипидемијата, беа офатени теми за дијабетот, астма, ХОП, мултиморбидитетите и старите лица и секако не смееме да заборавиме последната сесија сексуално преносливите заболувања кои значително бележат тренд во нашата помлада популација од 20 до 35, па негде и до 40 години и на кои во иднина треба малку повеќе да работиме на подигање на свеста на заштита кај овие заболувања. Се споделија голем број на искуство од европските земји. Нешто што треба да го споменам, семејната медицина е клучна алка, е основата, срцето или столбот на примерната здравствена заштита. Многу е битно што во нашата земја веќе доаѓаме до еден период во кој мора семејната медицина да оди еден чекор погоре. Што тоа значи? Специјализацијата по семејна медицина трае до 3 години, за жал, се уште не е соодветно вреднувана, ниту е соодветно признаена од страна на здравствените власти, ниту од Фондот за здравствено осигурување, па ниту од Министерството. Тоа значи нема доволно ингеренции? Нема доволно ингеренции. Значи ние како специјализација може да се прави, веќе имаме обучени колеги кои прават и спирометри, имаме колеги кои што може да направат и ехоанализа. Која е целта на семејната медицина? Тука треба да се направи диагнозата, првичната клиничка проценка и терапијата. Тогаш пациентот нема да шета низ кругот на систем на секундарно и терцијерно здравство. Терцијерното здравство треба да го оставиме за потешка патологија. Кога се намали притисокот практично во тој дел. Кога нема да може да се реши некоја состојба на примерно здравство, тогаш би било терцијерното, но секако тие ингеренции треба да бидат соодветно и признаени и соодветно платени. Бодот на капитација треба да има некоја процентуално годишно зголемување. Оваа година е за поздравување најголемото зголемување на капитацијата до сега што се има случајно. Она што го гледаме во семејната медицина во европските земји, што ги споделија искуствата во начинот на третирање, имаат многу подобри резултати во самата превенција, бидејќи кај нив е оставено голем број на време во текот на консултативните прегледи со пациентите за превентивни прегледи, за разлика од кај нас каде што поголем дел се базираат административните процедури. Ние се уште сме на оној, затоа ги молиме здравствените власти, електронски здравствен картон. Многу ни е битно да остане се електронски. Тоа се зачувува, тоа се складира, има бекап опции, немаме потреба од оние хартиени картони. Зафаќаат енормни простори во нашите ординации. Тука веќе ќе споменам и прашината која па после може да предизвика кај некои од вработените и астма и понатамошни други видови на респираторни заболувања. Се заштедува време и се посветува време на превентивен преглед на самиот пациент. Токму затоа и беше целта на овој конгрес да споделиме едно искуство со голем број на европски земји. Она што го слушнавме на конгресот беше и претседателот на Европската унија на семејни лекари, каде што сум
сум јас подпредседател, доктор Тиаго од Португалија, сподели информација дека токму сега Европската Унија потегнува една иницијатива во која специјализацијата по семена медицина во европските земји ќе доби ист коефициент со останатите специјализации. До сега имале некој понизок коефициент, биле признаени, но сега поради зголемената потреба на семени лекари, веќе тој коефициент ќе се изедначи и таа директива токму сега влегува пред европратениците на одбрана за понатамошни разгледувања. Кај нас каква е состојбата? Ајде, особено ако ги анализираме состојбите и во делот на руралните места. Нели, таму пак мислам дека и притисокот е поголем и недостатокот на матични лекари, на семени лекари сигурно е поголем. Огромен е, значи буквално недостатокот, веќе имаме места кои остануваат без матични лекари. Значи имаме места во кои колегите се доведени до ситуација да си ги затворат ординациите поради немање на број на пациенти. Миграцијата во нашата земја е сериозен проблем. Значи ние имаме миграција на медицински персонал во Германија, во Словенија и во други европски земји, при тоа ништо не правиме за да ја спречиме самата миграција. Буквално гледаме како ни се одлева кадар и на медицински сестри, но и на доктори. Сега се најде некое преодно решение да не мораат во помалите и рурални средини да имаат медицинска сестра, но тоа е само преодно решение. Веќе тече 6-7 месеци од тоа решение, ќе дојде тој момент кога ќе поминат и тие 2 години и после тоа немаме трајни некои решенија. Значи мора значајно да се изнајде начин како примарното здравство ќе се зајакне, бидејќи сега навистина морам да кажам дека младите лекари не се заинтересирани за семената медицина. Вие кога имате семена медицина која не ви е признаена, вие кога имате семена медицина која не ве плаќа како специјалист по семена, кога не можете да ги пружате услугите што можат другите европски земји, нормално дека ќе си го бараат патот или на друга специјализација или ќе го бараат патот надвор од европските земји. Сериозно мораме да работиме во примерното здравство, бидејќи ни старе и лекарите сами просечната возраст 59-60 се последните податоци дека е просечна возраст на лекари во примерно здравство. Ќе се сложите со мене дека тоа е сериозна број. За 5 години сите тие лекари ќе бидат пензионирани, може и пократко, некои си заминуваат и многу порано во пензија, што не можат да го издржат притисокот. Се во мали градови, капитацијата зависи од број на пациенти. Токму сега веќе се отвара еден момент каде што ние како здружение побаравме дека треба да се менува моделот на финансирање. Значи мора да имаме еден загарантиран дел, секој доктор и сестра да има достојна плата, па потоа се плаќа бројот на пациенти и пакетот на услуги. Тогаш ќе се обезбеди стабилност во ординациите, па и младиот лекар ќе сака да отвори ординација. Сега вие кога почнувате со 0 денари, после 3 месеци ја добивате капитацијата која ќе биде некоја минимална со 30 пациенти кои сте ги собрале во тој временски период или 50 пациенти, никој нема да го мотивирате, затоа што тој влегува во ужасни долгови за опремување на ординации се, а не добива никаква мотивација. Дополнително кога сме и на овој дел е и довербата која што се гради помеѓу лекарот и помеѓу пациентот, имено и еве и за младите лекари кои што ќе почнат да работат, колку е значајно еве во делот на семејната медицина таа доверба, односно информација повеќе што ќе ја добие самиот лекар за потоа да го третира пациентот, па и да го преупати на повисоко ниво. Апсолутно така. Ќе се навратам пак на конгресот. Многу бев задоволен и среќен што имаше многу млади лекари присутни на конгресот, кои што се во моментот матични лекари, општи доктори, не се специјалисти по семена, но се општи доктори. Значи седеа и внимателно ги слуша голем дел од презентациите, со што си го збогатија своето знаење. Во самиот конгрес има и практична настава, бидејќи се изведува и 4 значајни работилници. Едната беше за интраартикуларна апликација, другата за еходиагностика, спирометрија, но и педиатриско оживување кај дете. Не само што ги збогатија знаењата, него испоставија и контакти со колегите кои беа дојдени од соседните земји, со професорите, можеа да постават прашање и самите тие кажуваа па како кај нас има работи што може да се подобрат и може да се подобрат, но треба многу волја, затоа што, како што кажавте, довербата е во примарно здравство најголема. Самите пациенти кажуваат, верувам кај вас, докторе, кога ќе дојдам, затоа што вие ми решивте поголем дел од проблемите. Некако кога отидов на секундарно или терцијарно здравство, на брзинка само ми ја помина низ мојата дијагноза, имаа многу пациенти
Немаа време ни да ми објасна за што станува збор, ниту ми дадоа напатствија како треба да ја третирам, ни кога ќе имам контролен преглед. Столбот и основата е примерно здравство и мораме да го зачуваме. Колку во овој дел, еве сега да ни го поедноставите, можеби попластично, кои се надлежностите на семејниот лекар? Што се може како услуга на пациентите да им се понуди? Еве имено и да го скрати времето од одање нели од болница до болница, да се диагностицира одредена состојба здравствена. Правиме споредба сега, некоја компаративна анализа со која мислам дека ќе излеземе во јавноста во текот на летото со Словенија, Хрватска конкретно како земји од Европската унија и со Србија. Веќе во Србија има електронско комплетно здравство. Они немаат веќе хартиен картон, значи се е спуштено на електронско здравство уште пред 2 години. Хрватска и Словенија исто одамна го имаат укинато. Во однос на ингеренциите, лекарот по семејна медицина, тоа што го споменав, може да прави и отоскопија, може да прави и перење на уши, може да направи со одредени сертификати и првична еходиагностика. Но имаме и уште еден момент. Ние мораме првин да ги спуштиме и лековите на примерно ниво на здравствена заштита. Пред година и пол се спуштија некои 5-6 лека на примерно ниво на здравствена заштита, но тоа не е доволно. Мора да се стават многу нови лекови на позитивната листа. Што смее да ги препише лекарот, така? Слушнавме од конгресите, слушнавме и од сателитските симпозиуми на фармацевските компании какви иновативни лекови донеле одредени компании во нашата земја кои што драстично може да подобрат здравствената состојба, но се навистина скапи и во голем број не можат секој од пациентите да си го дозволи. Мора да се реобнови позитивната листа, мораме да лекуваме според европските гајдлайнси кои кажуваат дека новите и иновативни лекови се тие кои треба да ги применуваме на нашите пациенти. Но сето тоа за да се направи, нас ни е потребна и поопширна лабораториски диагностичка метода. Ние како специјалисти по семејна и лекарите во примерно здравство треба да може да закажеме ехо на срце на својот пациент, треба да можеме да закажеме компјутерска томографија на пациентот. Верувајте колку многу ќе се скрати во системот ако навистина тие методи се спуштат. И не можеме да останеме со еден лабораториски пакет од времето на Југославија, слободно ќе споменам, пред 30 години, сега се надодадени само 2-3 параметри, добар лош холестерол, тироидни хормони, тоа само за оние пациенти кои веќе се на терапија или се суспектни за тоа заболување еднашка во годината. Значи, треба и проширување на лабораторискиот пакет, воведување на нови лекови, значи една комплетна реорганизација бара системот и истрајност. Се надевам дека новиот министер за здравство ќе го има тоа и се надевам дека тој министер ќе остане и подолго на функцијата, бидејќи лично по мене министри менување на една година за една земја не е баш добро. Да, и одливот на кадри го споменавме како еден од клучните проблеми со кои што особено ресорот здравство се соочува изминатите години. Не е дека ни во соседството овој проблем не е значаен и тие се борат нели да го надминат, меѓутоа генерално со оваа динамика ако ги губиме кадрите, со што ќе се соочиме? Повторно ќе напоменам, мора да се воведат и во примерно здравство, бидејќи таа капитација е за се. Плаќаме и комунали, и кири, и медицински сестри и слично. Ако сте некоја ново отворена ординација, вие не можете ни минимална плата да извадите. Значи, буквално, лекар зема по некои 30.000 денари, може да и помалку плата во помалите мести, во помалите градови, што е навистина поразително. Да. Затоа мора да воведат закон за докторска дејност во која ќе има загарантирана сума на плата. Колку ќе биде општ, колку специјалист по семена, колку медицинска сестра, секој тоа ќе го добива. Колку повеќе сработи, колку повеќе пациенти има, самиот ќе си ја подигне платата на уште поголема. Значи, не може да во клиника општи лекар пример, има поголема плата од специјалист по семена на примерно здравство кој што работи. Некои работи се недозволиви во системот и затоа мора да имаме одредени промени за да можеме да ги задржиме. Само ќе наведам кратко, Хрватска 3 пати во тек на година и пол ги зголемила платите од по 20 до 30% на здравствените работници и за 6 месеци ја стопирала миграцијата. Тоа се податоци кои ги добивме од претседателите на нивните здруженија во последниот период, значи отишле со многу поголеми плати и успеале последните 6 месеци комората драстично бележала пат на нивните лекари кон другите европски земји. Така, се надевам дека ќе најдете заеднички решенија кои што практично ќе доведат до тоа да си го задржиме потенцијалот и квалитетот тука, па можеби и некои што заминале надвор да се вратат, се со цел нели граѓаните да добијат квалитетни здравствени услуги, а вие да бидете задоволни во вашата работа.
Ви благодарам Благодарам за на вас. разговорот.